тамам дошал ова депонија, пустињата, села се отровиле. Сите деца болени се. По 180 луѓи идат на ден само у љубош кај нашата докторка. Како ќе живееме ние на ова? Депонијата е катастрофа. После 6 сат не може да испаѓаме надвор. Во текот на 2017 година, отприлика година дена, дека тогаш навистина не се дишеше. Воздухот толку беше загаден и навешто летните денови се осеќа една ужасна реа, смрдеа од загорено, запалено нешто и едноставно ги затваравме прозорците и наместо викенд на село, на чист воздух, децата едноставно моравме да ги враќаме назад во Скопје. Многу јака смрдеа, не знам како да објаснам, едноставно не се диша. Првата мета на овие аерочестички кои содржат и хемиски материи и опасни материи се дишните патишта и дишните органи. Значи, почнувајќи од горните дишни патишта па до долу до белите дробови. Дел од тие хемиски материи продираат и во циркулацијата, па дел застануваат и во белите дробови и така натаму, и на тој начин предизвикуваат тешки респираторни заболувања. Наместо едно дете кое може во тек на една година да има едно или два пати респираторна болест, значи тука ќе имаме 10 пати. Вечер во 6 сатот, она водата се ќе го пуштат по она што идем ја со кравите надоле. И бас бевме кај тој директорот, правиме, викам, водата не го пуштите нешто. Не го пуштиме. Ама водата нон-стоп тече. Само овој рејон со припаѓа на ова џамија има 500 куќи така. 300 куќи се без вода. И сите носиме вода со коли, идемо подалеку со коли да несеме, некој што нема коли во леѓа носат. Родена сум во Батинце и го памтам и времето пред да се отвори депонијата Дрисла, тогаш имавме многу убава вода за пиење. Сите немавме водовод, од бунари се снабдувавме и навистина беше водата многу пријатна за пиење и чиста. Кога се отвори депонија Дрисла, тогаш веќе не беше возможно се загади водата. Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата во Советот на град Скопје веќе подолг период бараат информации и алармираат јавноста за состојбата со депонијата Дрисла и работењето на концесионерот ФЦЛ од Италија. Побаравме информација за степенот на инвестирање, но и начинот на експлоатирање на овој комунален објект, со кој стопанисува странски партнер преку приватно јавно партнерство, кое е без завршена постапка. Побаравме и дадовме можност да се дополни информацијата со вистините докази дали на депонијата има или нема складирање или третирање со спалување на опасен индустријски отпад од увоз. Во рамките на информацијата се потврди дека концесионерот и по 4 години нема инвестирано ниту 1 евро во Дрисла, но сепак инкасира профит од работењето. Затоа денеска ќе презентираме и докази околу сумневањето дека Дрисла се користи за недозволени, незаконски действија со опасен отпад. Прочистителна станица во класичен вид не е до крај направена, меѓутоа таму постои, јас би го нарекол онака технички таложник еден, кој што сите оние големи и потешки состојки кои што се содржат во водата се таложат
Изградба на систем за црпење и согорување на депониски газ. Капацитет 70 бунари. Вредност 1.500.000 евра. Краен рок за изведба. Не подоцна од крајот на 2017 година. Изградба на фабрика за прочистување на отпадни води. Вредност 2.650.000 евра. Краен рок за изведба. Не подоцна од крајот на 2017 година. Фабрика за селекција на отпад и создавање РДФ алтернативно гориво. Капацитет 250.000 тони годишно. Вредност 21.400.000 евра. Краен рок за изградба. Не подоцна од крајот на 2017 година. Постројка за третман на медицински отпад. Капацитет 1.600 тони годишно. Вредност 3 милиони евра. Краен рок за изградба. Не подоцна од крајот на 2015. Со крајот на 2018 вкупната инвестиција во Дрисла на италијанскиот конзорциум предводен од ФЦЛ Амбиенте ќе изнесува 73 милиони евра. Тоа е страшно, тоа е страшно. Не можеме да ги замислиме дури последиците. Имајќи предвид дека во медицински отпад, освен материјали кои се фрлаат, кои се користат во секојдневната практика по болници и така натаму, таму има и биолошки материјал кои излегува од операции, интервенции и така натаму. Тука имаме живи микроорганизми кои ние ги одлагаме негде и создаваме можност да тие низ почва и вода достигнат до нашите домови. А јас долги години работам во клинички центар и лично може да потврдам дека е зголемена инциденцата на одредени сериозни заболувања, почнувајќи од респираторни заболувања, се до најтешки малигни заболувања кај деца кои доаѓаат од овој крај. Конкретно јас работам во оддел за хематоонкологија, каде имавме неколку деца од батинци кои ги третиравме поради различни малигни заболувања. Медицинскиот отпад се знае дека е тој опасен отпад, пошто тука има сериозен медицински материјал, остатоци кои и од хемиски аспект, туку секако и од микробиолошки аспект е ризичен материјал. Каква е состојбата, знаете, како третманот на медицинскиот отпад е централизиран, значи постои само една единствена постројка која што го гори. Тоа е уништување на медицинскиот отпад, ние немаме друг начин на справување, иако постојат и законот дозволува други методи, например автоклавирање, значи да го стерилизирате, да го доведете во нека инертна фаза и да заврши на депонија за комунален отпад. Меѓутоа тоа за жал не се прави или многу ретко некаде се изведува. Целиот отпад што се собира, прашање и дали се собира целиот отпад, завршува во инценераторот во Дрисла. Министерството за животна средина и инспекторатот дадоа една обврска преку решението во рок од 90 дена да се направи филтер. И веќе е почната таа фаза, филтерот водено-јагленов се прави и очекуваме не дека до
20 март да биде тоа комплетно завршено. Со тоа оние честички кои што го загадуваат воздухот едноставно ќе бидат сведени на нула. За жал, тој инцинератор се уште не е инсталиран, иако роковите законски се истечени, изминати. Би знаеле да има нешто, веројатно нема инвестиции. Дали поради овие, можеби, судски постапки кои што се водат и приватниот партнер веројатно не сака да влегува во инвестиции, иако тоа беше обврска на партнерот. До вас по закон треба да стигне барањето за нов? Секако, да. Секако. До сега нема стигнато ништо? Не, а секако би знаеле, бидејќи дозволите за било какво управување со постапување со отпад, се добиваат од Министерството. Печката се користи режимски, односно максимално 8 часа во денот. И со намален капацитет, што се вика, се согорува отпадот, се со цел да не се натрупа, односно медицинскиот отпад мора да се истретира, затоа што дали преку птиците, дали преку животните може да се случи тој отпад едноставно да се врати назад кај населението. Таа е негде на 80 хектари од прилика и се уште не е оградена и во прва наредна што се вика кога ќе отпочнат активностите ќе се отиде на комплетно затворање ограда и тоа ограда квалитетна ограда, не само столпчиња и жица, туку и плетена. Ние што видимо селјаните тоа не знаат. И колку отров донесене на пример од Италија преку Албанија, овие селјаните не знаат. Јас знам, еве со колегата знам. Има бе све отпад од страна. После 6 сатот све камионите тamo се растоварат. Пред 2 месеца така и нешто влегот баџи камиони, преку може и 100 камиони да влегот, се растоварат. Приметено е дека во одредени ноќни сати, може би 2 сати или 3 сати навечер, во повеќе наврати, не било еднаш, се повторувала дека колона, конвој на камиони со без регистарски таблици, со полициска придружба биле носени на Кајдрисла. Луѓето се сомневаат што се случувало тогаш, зошто толкава тајновитост, зошто полициско обезбедување, зошто без регистарски таблици. Што е тоа сомнително во 2-3 сати навечер со полициска придружба да се носи? Од она што ми е мене до сега на увид дадено од страна на градската инспекција не е извршена таков тип на контрола. До инспекторите во моментов додека не утврдиме правната позиција, мислам дека горењето на отпад кој што е во горницата таму не е само прашање на градот, бидејќи отпадот кој што таму се гори, бидејќи постојат шпекулации дека има радиоактивен отпад. Малку трпение замолувам за Дрисла, ќе има граѓаните бргу анализа. Кога се појави тој напис од италијанските медиуми и од одредени истражувачки овие куќи, се спомна дека 2400 контейнери наводно биле излезени од пристаништето во Италија и дека диспозицијата била Драч и дека па во Драч дошле 1140 од прилика кои што имале диспозиција дека треба да одат на Дрисла. И тогаш практично нас многу не загрижи тоа и дојдовме до сознание дека и во италијанскиот парламент веќе се разговарало за таа работа, дека и нашиот амбасадор во Рим бил повикан на дополнителни информации да се добија дали има таква работа или нема, дека и во Албанија исто така имало одредени действија кои што оделе во правец на сомнеш или страв дека
тој опасен отпад не се знае кај завршил. Месец дена пред таа афера до Министерството пристигна барање за увоз на одреден вид на отпад. Тоа беше отпад од преработка на отпад, со кој што ние издадовме нормално негативно решение, бидејќи за да можете да увезете отпад во Република Македонија, законот вели забранете увоз на отпад во Република Македонија, освен за преработка или добивање на енергијата. Упатив директно прашање до ресорниот министер, значи министерот за животна средина и просторно планирање, и барав одговор за одредени прашања кои се начнаа во јавноста, конкретно за одредени индиции за увоз на комунален и секаков дрит опасен отпад од странска држава, во кој според одредени вестници тој отпад завршил во депонија Дрисла. Затоа јас барав конкретно од министерот да потврди или негира ваков податок. Значи, ниту за едното прашање за тие што се официјално регистрирани дека се влезени не добив одговор од министерот, ниту за другото прашање дали е можно да во депонија Дрисла заврши отпад кој на илегален начин влегува во Македонија. Со колегата Владо Апостолов и колешката од Италија работевме со повеќе извори, меѓу нив извори во италијанското обвинителство, кои сугерираа дека овие лица не се толку непознати на јавноста во Италија, секако не по нивните инвестиции низ планетава за јавни приватни партнерства и депонии, потоа не биле познати, туку по планините токсичен отпад кои ги имаат оставено во некои од градчињата во Италија и по Господ знае друго што, бидејќи се до Скопје, тие немаат буквално никаков бизнис во депониите, одржувањето на депонии. Се зборува дека отпадот во други држави го раководат, го стопанисуваат со отпадот, мафија и така натака. Во оваа дејност репроматеријал е отпадот. Значи, за отпадот, за репроматеријалот обично секој кој што работи со нешто, а произведува нешто, за репроматеријал плаќа. Овде, единствено во оваа дејност, репроматеријалот ви го носат и ви плаќаат за тоа. Така да ова е, изгледа, многу уносен бизнис. И овој бизнис го работат големи корпорации, кои што не е исклучено да имаат и овакви, да кажеме, линии, кои што ги спомнавте, кои што се спомнуваат во написот во Италија, да кажеме. Работените кои што работеле со тој конкретен отпад подоцна заболеле од некои болести кои што не се карактеристични за локалното население, како некои видови на хепатитис С кои што се пренесува директно со допир на некое ткиво кое е заразено. Давчевски доаѓаше, обеќа нешто, ќе видиме што ќе се случи со него. Тие добија гласови од оваа население. Ја му реков директно, кога ќе легнеш да спиеш, да знаеш дека овдека добивте гласови, дека народот кој ве гласаше ви даде мандат за да управувате, истопанисувате на некој начин со нашето дишење. Кога ќе легнеш да спиеш, погледни си ги децата и помисли на нашите деца.